размисла околу овој проблем кој што тој закон беше срамно донесен во овој парламент. Беше донесен откако беше ветено на студентите дека нема да биде донесен, а го донесоа за време на паузата помеѓу зимскиот и летниот семестар. Со една математичка прецизност за да се избегне можноста од протести и од блокирање на парламентот. Се сеќавате? Тогаш бев надвор од парламентот и многу бев горд. И сега ми е многу жал што не сум надвор со тие луѓе пред парламентот. Затоа што јас се чувствам како дел од нив. 3,5 години до ден денешен подајничките журналисти, новинари на СДСМ на крст ме распнуваат за тие протести. Како расист, како шовинист, како предавник, како човек што се предомислил, како човек што лажно се играл со чувствата на македонците. Јас повеќе пати кажав, не сум се откажал од тие протести. Тие протести денеска сметам дека добиваат својата историска верификација. Укажаа на тоа што ќе се случи со Македонија. Македонската интелигенција и свет, иако имаше и средношколци, а очигледно дека некои средношколци се попаметни од врхунски политичари во Македонија, укажаа на тоа дека следува распад на Македонија. А вие не прогласивте за најголеми предавници. До ден денеска не престанате да ги негирате тие протести. А ја ви кажувам сега, јавно, јасно и гласно, ниту сум се откажал од тие протести, ниту пак мислам после тестот на историјата, после историјата, односно тестот на времето и на историската дистанца, нешто било неправедно во тие протести. Сме сакале да ја сочуваме една единствена држава што ја имаме, затоа што ја не знам дека има друга Македонија, таква каква што е. Сме укажувале на тоа дека постои лицемерие од страна на шиптарите, дека утре нас, тие, ќе не окопат гробот, ќе ја чистат етнички Македонија и дека не име до образование. И сум горд што сум спиел 15 дена пред тоа собрание и сега користам можност да ги поздравам сите што биле таму и да им кажам дека мојата верба не престанала. Ако може да ме разберат. Ако не, животот е долг, тука сме за докажување, освен ако не се одлучат некои поекстремни шиптарски групи на ликвидации. Знаете ли зашто зборувам така? Ја не сакам да ве вреѓам. Вие ме вреѓате мене кога ме нарекувате Славо Македонец, Славо православен. Вашите лидери на сите можни интервјуа дискутираат и нарекуваат како што не се осеќам ја. Ја ради вас можам да ве нарекувам албанци. Меѓутоа, сакав до овој момент да дојде да ме прашате зошто ве нарекувам шиптари. Мене на разни начини ме нарекува. Јас сум ја проценил историската одговорност, сум ја проценил историската тежина на овој момент и како пратеник, господине председателе, согласно деловникот за работа на собранието и согласно Уставот на Република Македонија, го користам правото да говорам така како што мислам. Оти не можам да бидам повикан на одговорност за тоа што го кажувам, а имам право да покажам своја. Никој не може да